Добар ден на сите, што туку заврши општинскиот штаб, седмицата на општинскиот штаб за заштита и спасување во општина Куманово. Сакам да ви информирам согласно информациите што ги добива Центарот за јавно здравје. Од вчера до денеска, значи имаме дополнително 2 позитивни случаи кои што се излезени позитивни на тестовите кои што се направени. Согласно информациите кои што ги споделивме на штабот, значи општината обстојува на своето барање за Куманово да се прогласи карантинска зона со контролиран влез и излез од градот и дополнително вршење на дезинфекција на сите тие пунктови. Паралелно дадовме насоки и задолженија за дополнителна дезинфекција на сите оние локации каде што живеат или во близина и места каде што живеат сите позитивни на тестовите кои што се излезени. Воедно апелирам до граѓаните на смиреност. Ова е борба во која учествуваме сите и сите треба да дадеме свој допринос. Едноставно ќе го направиме тоа со тоа што ќе останеме дома, да го намалиме своето движење на минимум. Мора да потенцирам дека одредени сограѓани не го почитуваат тоа. Мене ми е јасно дека само изолацијата не може да биде комплетна, мора да се излезе. Паралелно ќе апелираме до сите трговци кои што продаваат прехранбени производи, ако можат да воведат и сервис на своите услуги во градот и своите нарачки кои што би ги примале по телефон да ги испорачуваат на самите граѓани до дома, при тоа користејќи задолжително заштитна опрема, тоа се маска и ракавици за своите тимови кои што ги го прават тоа. Апелираме до трговците кои што се во големите трговски единици да го почитуваат препораките на владата. Веќе од денеска во Куманово јавниот превоз не функционира и помеѓу градскиот и меѓуопштинскиот превоз е укинет. Ќе продолжиме да ја почитуваме таа мерка. Дополнително ги задолжиме општината и дел од институциите да пристапат на набавка на дополнителна заштитна опрема, првенствено за работните тимови во болницата, во Министерството за внатрешни работи, во службите кои што работат во општината и тимовите за дезинфекција, противпожарната екипа и она што е најбитно по мене во овој момент, апел до Комисијата за здравство да во соработка со Институтот за јавно здравје и да обезбедат дополнителен број на стручни и компетентни лица, првенствено епидемиолози и друг технички персонал за да се заштити кадровски, за да се засили кадровскиот капацитет на Центарот за јавно здравје во Куманово, каде што апострофирам ќе мора да се вршат поголем број на контроли и да се прават поголем број на тестови на граѓани за кои што има основано сомнение дека покажуваат знаци и индици на носење на вирусот. Градоначалник,